би сакал да почнам со најважното според мене или да апелирам за најнеопходното. Моја проценка е дека ние мораме во наредниве 5-6 месеци да бидеме посплотени како народ, како граѓани, отколку што бевме во 91-а кога ја правевме Македонија. Зошто? Затоа што тогаш Македонија имаше многу непријатели од надвор, кои не сакаа да ја биде современата македонска држава по прв пат во историјата. Но точно е дека имавме и луѓе од надвор кои ни помагаа да ја устоличиме македонската држава. Денеска, нашиот најголем непријател се наоѓа во Скопје. Тие се најголемиот противник на македонската слобода и демократија. Тоа е владата на Република Македонија. И вториот момент, треба да го знаете, оние што не го знаат да си го стават во главата. Овој пат, за лошо или зарно, никој од надвор нема да ни помогне. И мислам дека е најправедно против исклучително лошата македонска власт да застанеме ние, македонските граѓани. Нема друг пат. Значи, ниту ќе помага некој од надвор, ниту не загрозува некој од надвор. Самите мораме да излеземе од оваа кал во која не втурна оваа мала група во Скопје која ја узурпираше политичката власт. Почитувани пријатели, забележувате овој сегмент кој Радмила го зборуваше за меѓународниот аспект, ние сосема заборавивме да се споредуваме со светот. Нас воопшто, на ниту една телевизија нема да видите, не интересира што прават други во околу нас. Ние као да сме самите на себе доволни. Еви го последниот самит, голем, крупен политички настан, еден од најголемите во регионот, кој се случи пред 2 дена во Белград, беше голем самит на земјите од Централна и Источна Европа со Народна република Кина. Че онаа веле сила во економска смисла, светски гигант, доаѓа во Белград, 16 премиери се тамо, од сите страни слушаме конкретни проекти што сакаат да направат во соработка со таа веле сила. Нашиве имаат едно неверојатно образложение кое гледам дека никој не го коментира овдека. Нашиот шеф на делегацијата таму вели: ние сме понапред од сите овие што се дојдени овде. 16 премиери трчаат по кинескиот премиер, го влечат за ракав буквално, за да можат дел од таа нивна голема економска енергија и потенцијал да искористат за инвестиции во својата земја. Само нашиве 21 луѓе во владата со денови одат и договараат со Саудиска Арабија инвестиции. Чи, почитувани пријатели, да знаете, Саудиска Арабија извезува само 2 работи во светот: нафта и вахабизам. Мене ме интересира што од тоа има договорено да го увеземе.